Почитувани граѓани, Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ покажа крајно неодговорно и деструктивно однесување во клучните моменти за државата и во периодот на тешката борба против коронавирусот. Повторно, како и многу пати досега, ВМРО-ДПМНЕ и Мицкоски се на погрешната страна од историјата. Не успеа да ја одложат, уништат евроатлантската интеграција и иднина на државата, па и во криза која не погоди сите, Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ препознаа можност за ефтини политички поени, водејќи грижа само за партискиот интерес на сметка на интересот на граѓаните. Во најтешкиот период од кризата, на Мицкоски му беше поважно да вежба во теретани, отворени само за него, отколку да се грижи за доброто на граѓаните. Соочени со нивните неуспешни, срамни и непатриотски обиди да направат се државата да не успее, ВМРО-ДПМНЕ повторно во важен момент за државата немаат конкретен став, во паника да не ги стигне казната од граѓаните на избори. Само пред една недела за Мицкоски 30 дена вонредна состојба беа сосема доволни. За потоа Александар Николовски да каже дека вонредната состојба треба да трае и тоа не било прашање на ничија желба. Ова е одлика на ВМРО-ДПМНЕ. Несериозно, конфузно и неодговорно, без став за ниту едно важно прашање. Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ знаат дека за време на пандемија беа и се на погрешна страна, а не на страната на граѓаните. Наместо заедништво, солидарност, грижа, тие на граѓаните им сервираат лаги, манипулации, паника, се со цел успехот на надлежните институции да го прикажат како неуспех. Но граѓаните прават јасна разлика меѓу одговорност и неодговорност. Тие ги препознаваат лагите на ВМРО-ДПМНЕ. Токму затоа ВМРО-ДПМНЕ бегаат од секој еден демократски мегдан, бегаат од соочувањето со граѓаните. Затоа не сакаат функционално собрание и затоа не сакаат избори. Почитувани, одговорност на политичките партии и на институциите е да направат се колку може побрзо на граѓаните да им го обезбедат и да им го вратат секојдневието, начинот на кој што живеат, да ги стават општествените процеси во нормала. Сите што се спротиставуваат на ова, придонесуваат земјата да остане во вонредна, здравствено-економска криза, од што најголема штета ќе имаат граѓаните. Ви благодарам.